Почнуваме. Па тоа е што многу сум емотивна и може многу брзо да се расплачам. Чевлите дефинитивно ми се обседната сум со чевли, така да секогаш внимавам да имам добри чевли и не излегувам без добри и чисти чевли. Па повеќе би кажала навивам за Гвардиола тренерот, како он се менува и оди трансферот го прави од еден во друг клуб. Сега моментално и не знам во кој клуб, мислам дека не е веќе во Реал ли беше, а сега не знам точно каде. Битно навивам за него, каде е он там и за тој тим навивам. Па мислам дека како романтичен град на љубовта е Париз. Сега мојот град на љубовта претпоставувам дека е Гостивар, бидејќи таму израснав и таму за прв пат се заљубив. Правило број 1 да ја сакаш работата, да бидеш амбициозен и да бидеш професионален. Значи секаде да стигнуваш на време и да си ги извршуваш своите работни обврски. Црно вино. Ти си мој живот. На партија кошарка, бидејќи јас од времето додека бев девојка средношколка тренирав кошарка, ја сакам кошарката. И би го предизвикала Мики Црнокрак, бидејќи стално сме играле до сега и нели ме победувал најчесто, меѓутоа многу сакам онака да го победам и така ми доаѓа од тука да го победам. Да, ми се случило, меѓутоа не нешто драстично, најчесто ми било неприметливо. Мислам за себе јас тоа го приметувам, не е некој голем лапсус. Еднаш ми се случи да онака почнам да се смеам. Тоа мислам дека ми било така поголемо, да не можам да издржам, да се воздржам и дури некои што ме познаваат го приметија тоа, меѓутоа некој ништо големо, драстично до сега немам. Добро вечер, почитувани гледачи, еве ги најновите настани. Анастасија Ражњатович како ластовичките отпатува од Србија да преземи во потоплите краишта, а за таа намера го избра Тајланд, кој во пејачката го разбуди сиот нејзин сексапил. Анастасија објави фотографија од себе на својот Инстаграм, позирајки, седната на улашка на песочната плажа, со широко расширени нозе во ептен мини бикини. Не се смејте! Да, кога имав 13 години во Гостивар, тогаш основно оделение, тоа беше за мене уау. Ги ширам ноздрите обично. Да, тоа ми е така знак на препознавање. Иначе, кога сум многу лута и не можат да ме приметат, единствено тие што ме познаваат знаат дека по ширење на ноздрите јас сум лута. Па да, затоа се нарекува идиот. Стварно е идиот, често пати. Ама подготвена сум. Во недела без пиџами до 12 часот. Секогаш сум со пиџами до 12 минимум. Па најверојатно на мајка ми. Штикли. Тоа е мојот стил. Штиклите се елеганција. Да, обожавам и патики, меѓутоа кога би бирала, нели, парите би ги дала попрво на штиклите. Сега и тоа. Ама сега во моментов на овие години тебе презентирам. Црно. Секогаш црно.